Во шестчлената македонска франкофонска експедиција, која од 24 до 30 јули учествуваше на меѓународниот франкофонски камп во Вадулу и Вода во Молдавија, учествуваа прво наградените олимпијки од Крива Паланка, Јоана Илиевска и Марија Стојановска. Во македонскиот тим покрај овие две ученички учествува уште 4 ученика од Република Македонија, кои што се прво пласирани од останатите надпревари по француски јазик, кој што се одржаа во учебната 2015-2016 година. Ово учество на франкофонскиот камп го возможи Меѓународната организација на франкофонија заедно со Крефеко, франкофонски регионален центар за Централна и Источна Европа, чие седиште се наоѓа во Бугарија. Тука заслужна е господја Марија Николова, која што е координатор за франкофонија на Република Македонија, во соработка со Сдруженијето на професори по француски јазик на Република Македонија, господја Елисавета Поповска. Воедно им благодарам за оваа можност, како и на благодарност и до колешката Анета Димишковска, која ги придружуваше учениците во текот на овој франкофонски камп. На еднонеделниот камп ученичките другаруваа со своите врсници од 6 држави, практично применувајќи ги усвоените знаења по француски јазик. На овој франкофонски камп имаше голем број на активности, некои од нив беа спортски активности, така имавме македонска вечер, а покрај тоа имавме и театарско ателје. Од театарското ателје најважно е тоа бидејќи сите 7 дена ние составувавме приказна, односно првиот ден го составивме текстот на приказната, а потоа продолжувавме со чекорите, односно беше еден вид на мюзикл. Исто така имавме ги одбравме ликовите кои што треба да глумат во таа представа, исто така создадовме и диалог за нив, како и создадовме маски. Последната вечер имавме всушност затварање на овој франкофонски камп, каде што се представивме со нашата представа. Имаше учесници од Албанија, Македонија, Бугарија, Романија, Ерменија и Молдавија. И со сите нив комунициравме на француски јазик. Камповите се можност да се остварат контакти, да се формираат нови пријателства, да се истражат и запознаат нови места и култури, но и достојно да се представат училиштето, градот и државата. Посетивме многу места, многу значајни места за Молдавија, од повеќе манастири, Молдавскиот парламент, француската амбасада во Молдавија, повеќе живописни села. Секоја вечер имаше по една вечер со која се представуваат државите со нивните специјалитети, а исто така народни ора и песни. Исто така го направивме и ние, се представивме во право светло, односно представивме голем број од македонските специјалитети. Исто така слушавме македонска музика, имавме презентација за Скопје, односно нашиот главен град, каде што ги представивме нашите споменици, а покрај тоа исто така ги учевме и учениците од другите држави да играат македонски ора. Искуството на овие ученички е пример дека знаењето и убавиот збор отвораат железни врати, но и калиграфски испишуваат страници на училишните дневници. Самото учество на франкофонскиот камп е една голема потврда дека учениците во основното училиште Јаким Крчевски од Крива Паланка го сакаат, го изучуваат францускиот јазик и ги негуваат своите знаења кон овој јазик, а сето тоа го покажуваат и надвор од границите на нашата земја.